Добар ден, почитувани, стартува уште една нова телма амбуланта. Населението во светот се побрзо старее, што се рефлектира речиси на сите аспекти на општеството. Луѓето живеат подолго. За прв пат во историјата, повеќето луѓе ќе имаат можност да доживеат 60 години и повеќе. При тоа е важно да имаат здрава старост, па како здраво да старееме и да постигнеме единство помеѓу физичкото и менталното здравје. На кој начин се поврзани здравјето на крвните садови, мозокот и паметењето? Дали со промената на животниот стил и животните навики би можеле да ги одложиме болестите поврзани со возраста, односно старењето и деменцијата? За здравото старење денеска зборуваме со професор доктор Антони Новотни, невропсихијатар од Универзитетската клиника за психијатрија. Започнуваме веднаш по рекламите. Како да постигнеме единство помеѓу физичкото и менталното здравје, односно на кој начин здраво да старееме, денеска ќе ни појасни професор доктор Антони Новотни, невропсихијатар од Универзитетската клиника за психијатрија. Професоре, добар ден. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добре најдов. Една интересна тема, која што не засега сите, бидејќи генетски е едноставно предодредено да старееме и да се менуваме. Сега со промените физички на телото, настануваат ли истовремено промени и на мозокот? Како старее мозокот? Па да, за жал и мозокот, или пред се мозокот е оној централниот орган кој што раководи со сите наши функции и тој старее. Старее како и сите наши органи кои што се составени од клетки, самата клетка мозочна полека, нели, со годините ги губи своите енергетски потенцијали, се намалува метаболизмот во клетките на мозокот. Ако одиме подлабоко сега да не го збуниме населението, во тој мозок има, нели, така наречени, во тие клетки има митохондри кои што се енергетски централи, тие некако го успоруваат метаболизмот. Исхраната на самите клетки на мозокот исто така по недостаточно, да не речам инсуфициентна, заради тоа што, нели, крвотокот кој што веќе го спомнавте, крвните садови се поинакви. Нели, ако гледаме вака надворешно, кога кожата старее, косата старее, органите, нели, полека стареат, и тоа е природно нешто, физиолошки е, но ние денеска ќе зборуваме за тоа како да го одложиме тоа старење, како да се обидеме да дури во наша Македонија, во кој што многу работи, за жал, еве дискутираме пред емисијата, не функционираат, да почнеме да зборуваме за нешто што е превенција на пребрзо старење, или, ако сакате, ова што го споменавте, продолжување на животниот век на нашите сограѓани. Како да се снајдеме во овој динамичен свет на живење, каде што сме исполнети со стрес, со негативни влијанија, кои што влијаат на нашето ментално здравје, а, нели, посредно и влијаат на нашето телесно здравје, па ете, пребрзо старееме. Очигледно, сето ова е многу тешко да го постигнеме, бидејќи истовремениот начин на живот е исклучително стресен. Па, влија ли менталното здравје врз физичкото здравје и обратно, физичкото врз менталното? Што значи да бидеме здрави? Дали е само отсуство на болест? Видете, сега, ова прашање за еден психијатар е прилично така добро, затоа што знаете, јас почнав веќе со реченицата дека мозокот е централниот орган, а менталното здравје е сместено тука некаде во мозокот. Ние зборуваме за душа, за емоции, нели покажуваме наградите, ама сето тоа е во мозокот. Сето тоа е таму некаде сместено и ние како хумани битија функционираме под команда на тој наш прекрасен, пресложен орган кој што се нарекува мозок. И тука е, нели, од тука ако почнеме и ако го врземе сега со психијатријата или со психологијата на нашето живење, мораме да почнеме од стресот, од она со што се соочуваме. Јас имав една, сега неубаво да кажам, прекрасна презентација, ама за мене презентација пред мои колеги, нели, беше еден интердисциплинарен совир каде што беа невролози, психијатри, имунолози, кардиолози, интернисти, значи симпозиум токму на оваа тема на која што денес симпозиум за здраво старење, така го. И јас сум навистина задоволен, јас бев организаторот заедно со Македонската психијатриска асоциација, нели, и задоволен сум што зборувавме секој од свој аспект, а сите заедно повторно
повторно за тоа што е едно, а тоа е телото, душата, умот, мозокот. И сега да се вратиме на вашето прашање, како стресот, како психолошкото здравје, нарушеното психолошко здравје влијае на пребрзото старење. Знаете, сето почнува, ние сме сведоци на ова динамично живење во кое што сите сме изложени на тие негативни влијанија. Се случуваат постојано некои работи кои што треба да ги дигестираме, да ги свариме психолошки и да одговориме. И тоа е нели нормално. Секој од нас е подложен на тие животни проблеми, живење како такво. Но стресот мора да се менаџира. И сега мозокот има своји механизми. Сега јас не би почнал многу длабоко академски да го објаснам тоа, ама ако сакате од мозокот преку хипофизата, тоа е нели една жлезда, преку до долу надбубрежната жлезда има една оска која што се активира при стресот. И кога имаме преголем уплив на негативни влијанија, нели оне што е стресогените импулси кои што ги примаме ние, тогаш имаме и лачење на некои стрес хормони. Да, да ги наречеме стрес хормони, кортизолот е тука тука се и некои се активира автономниот нервен систем кој што ние не можеме да го контролираме. И тој лачи. Адреналин, норадреналин сме слушали нели за тие адреналински типови вака. Да не должам до И што се случува потоа? Потоа се случува да имаме срцебиење, имаме препотување, имаме несвестици и можеме да имаме било какви телесни знаци. Значи, ние реагираме на стресот со нешто што е телесно. Сето тоа, кога ќе стане еден хроничен стрес кој што постојано го атакира организмот и кога нашиот баланс кој што сега не би можел да го објаснам, во мозокот имаме и смирувачки делови кои што не викат ајде не мисли, ќе биде подобро да сме живи и здрави и така натаму, нели? Но овој другиот дел вели не, ова е готово, опасно е, нешто се случува и мораме и нели се лачат сите тие негативни материи кои што негативни. Тие се природни материи кои што се во преголема количина и предизвикуваат веќе се влијание на крвните садови, па тие се стискаат, или дули се новите истражувања велат дека влијаат на згручување на тромбоцитите на овие наши крвни елементи кои што се битни, па може да се да придонесат и низ хроничен стрес до артериосклероза, до згручување, до стеснување на крвните садови. Сега, видите, ја калирам меѓу професионално објаснување и она што треба да биде популарно за нашите гледачи, ја се извинувам, но стресот е дефинитивно, или психолошкото здравје наше е дефинитивно поврзано со телесното здравје. Тоа е неизоставно. Холистичкиот пристап во светот е одамна нешто што ние мораме да му приоѓаме на телото, умот, душата, ако сакате, емоциите, како нешто цело, затоа што така и е. Не постои тело без глава, без мозок, без душа. Тоа не постои никаде. Професоре, живееме под хроничен стрес. Постојано, секојдневно. Значи ли тоа дека старееме поради тоа побрзо од што би требало? Па јас започнам со ова моје као стручно предавање за потребата на нашата емисија, но морам да споменам уште неколку елементи, дали пребрзо старееме. Има неколку елементи кои што се дефинитивно ризик фактори за пребрзо старење, и тоа се високиот крвен притисок, малата недостаточна физичка активност, пушење, дијабетот, шекерната болест, сигурно маснотиите, гојазноста. И знаете, на ово место јас морам да кажам, не го слушате на гледачите, не го гледајте овој што зборува, тој не се снашал со сите овие ризик фактори добро, не го слушате попот што кажува, него како треба да се прави. И сега зборуваме за превенција на сите овие ризик фактори, заради тоа што ние можеме да се обидеме барем да го на некој начин изменаџираме стресот кој што влијае на другите фактори кои што дефинитивно водат кон пребрзо старење. Еве го примерот, да речеме, со крвните садови. Рековме дека стресот влијае на постојано стискање на нашите крвни садови, па дури и на создавање на тие плаки, на тие наслаги, на процесот на артериосклероза. Јас не би објаснил зошто и како, ама тоа се научно докажани механизми патофизиолошки кои што влијаат. Имате ситуација каде што истражувањата упатуваат на тоа дека има луѓе кои што од рано се изложени на сите овие фактори. Значи,
покачен крвен притисок, на сето она што го на масноти, на гојазност. И сите тие создаваат, имаат влијание на крвните садови кои што стануваат крти и крути. Stiffness е англискиот збор, ама и сега имате многу интересно е кратенката EVA, тоа се вика рано, early vascular aging, луѓе кои што нели рано стареат, заради тоа што крвните садови им се такви крти и крути, настанале од сите овие, не настанале само од стресот. Стресот е како од повеќе фактори, но тоа е и имате супернова ги велат тие. Другите тие се тоа се луѓе кои што е одложено нарушувањето на органите, на системите кои што се врзани со крвните садови, каде што крвните садови, изидоите на крвните садови се очувани. И сега тука имате многу рецепти за тоа како да ги очуваме крвните садови, но јас не сум ни стручњак за крвни садови, но барем овој елемент можеме да се обидеме, да се вратиме на наши делови со добрина, со милост, со разбирање и да комуницираме меѓу себе малку, барем помалку напнато, па да се обидеме да си ги зачуваме и собствените крвни садови. Некако така, да го заокружам овој делот. А ако си ги зачуваме крвните садови, ќе си го зачуваме ли и мозокот? Како влијае здравјето на крвните садови директно врз мозокот и паметењето? Па јас споменам на самиот почеток, знаете, крвните садови се оние што не хранат. Тоа се нашите доведувачи на храна, кислород и сето тоа преку крвта. И кога имаме стеснување на тие крвни садови, се случуваат чуда. Дури има бројки кои што велат, тие се запрепастувачки. Една моја ценета колешка која што презентираше, вели околу 85% од луѓето умираат од мозочен удар и од срцев удар, од инфаркт на срцето. Значи тоа се све васкуларни болести на крвните садови. Значи старењето е дефинитивно, старењето и умирањето е врзано со здравјето на крвните садови. Сега да не ја направиме депресивна премногу емисијата наша, јас сакам да упатам на тоа дека мораме одрано да почнеме да си ги чуваме крвните садови. Крвните садови водат нели кон некои болести кои што се како што е васкуларната деменција или прерано старење заради тие токму што ги споменав мозочни удари. Дури се вели дека 1 од 4 луѓе кои што ќе доживеат мозочен удар може да развијат васкуларна деменција, кој што е еден од тип на деменциите, а тоа е нели не само пребрзо, туку и патолошко, болно старење пребрзо, тој тип на деменција. Кога зборуваме за заборавеност и деменцијата, постои разлика помеѓу она заборавеност што се јавува со возраста и деменцијата. Која е клучната, суштинска разлика? Па видете, тоа е првото прашање кој што јас се уште, не само јас, него сите луѓе кои што на овој или на оној начин се бавиме со деменцијата како проблем нели на денешницата, бидејќи еве ги бројките само за да ги повториме за нашите гледачи. Во моментов околу 50 милиони луѓе боледуваат од деменција, а проекцијата дека до 2050 ќе бидат 152 милиони луѓе во светот. Замислите, тоа се 75 Македонии со пациенти кои што боледуваат од деменција. Тоа е сериозен проблем и мораме да бидеме свесни дека тоа не е нормално старење, тоа е болест. Тоа е една прогредирачка, девастирачка болест која што мораме да се обидеме да спречиме. Само 5% од сега еве да збориме за Алцхајмеровата деменција која што е најчестата. Таа е некаде 80% од деменциите се Алцхајмерова деменција. Има различни типови, нели? Васкуларната спомнавме, таа е втора по застапеност. Дури значи само 5% од Алцхајмеровата деменција се оние наследни форми. 95% се врзани нели со нашите животни стилови. Имате бројка која што исто така е охрабрувачка, дека дури 40%, сега не знам јас, тоа е еден податок кој што го имам најден, 40% од ново појавените може да се спречат или да се одложи почетокот на Алцхајмеровата деменција, ако овие ризик фактори што ги споменуваме, а се заеднички и за старењето и за деменцијата, ги некако модифицираме, ги превенираме и така. Би сакала да ве прашам во однос
Јас се извинувам, само не ви одговорив на прашањето, само направив разлика меѓу тоа дека ова здравото старење е една работа, односно нормалното старење, физиолошкото постепено и разликите клинички за она што прашуваат или често доаѓаат во мојата ординација возрастни луѓе 70, 75, 80, 85 години и велат дали имам јас деменција, докторе, доаѓаат сами и нели разговараат со мене 15 на минути, велат подзаборавам нешто, ќе заборавам кај сум ги ставила клучевите, па ќе ги најдам, ќе заборавам дали сум испил апчиња, па после ќе видам, ќе заборавам некое име, ама потоа ќе се присетам. Тоа не е деменција, тоа е природно старење, тоа е расеаност и тоа е еден постепен енергетски пат на клетките на мозокот, кој што се поспори сега и поспоро мисла. Сосема е друга ситуацијата нели кај деменцијата, каде што ние нели веќе во некоја поодмината фаза луѓето веќе забораваат и ги забораваат имињата на своите блиски, забораваат во моментот што им е кажано, па го повторуваат тоа, па повторуваат прашања. И она што можеби е најблиско за нашите гледачи, за да знаат, за мене како клиничар основата на дијагностиката на деменција и разликување од здравото од нормалното старење, се извинувам, е кога луѓето ќе им се нарушат секојдневните активности, кога ќе почнат или една господја, една бабичка, мајка наша која што одела сама да си пазари во дуќаните и да си готви по своите рецепти кои што 30-40 ги заборава, веќе тоа станува суспектно, сомнително. За проблем. Да. И кога веќе нели ќе има потреба и зависност од грижа од друго лице, тоа е веќе јасно, нели дека сето тоа е за жал таква дементна промена. Кај жените со влезот во менопаузата се јавуваат понекогаш проблеми со заборавеност, со расеаност. Може ли тоа да води кон Алцхајмерова болест? Доведови до раздразливост, значи се јавуваат некои проблеми кои што се... Јас извинувам што се вака насмеав, ама дека бидат спокојни сите жени кои што влегуваат во менопауза, тоа не е прерано старење, тоа е повеќе расеаност, тоа е повеќе нели резултат нели на тој хормонски дисбаланс кој што се јавува, тоа се естрогените, прогестерон. Не е тој дел мој нели да го објаснувам подлабоко, но во секој случај се случува физиолошка промена кога велам физиолошка, тоа е нормална промена во организмот која што дава некакви промени во хормоналниот статус и дава, нели, бидејќи рековме дека телото и умот се поврзани, дава малку повеќе анксиозност, напнатост, иритабилност, како рековте вие, избувливост, раздразливост и тука, нели, лекот треба да биде, нели, домашниот тоа момчето што седи до нив и што живее веќе години, да биде малку потрпелив, затоа што тоа е милива фаза во која што столбот на семејството е малку раздрман, нашите сопруги, и треба да помогнеме, нели. Тука е нели еден период кога може да се јави некоја депресија, но треба да бидеме внимателни. Но секако не деменција. Не деменција, значи да не ги поврзуваат тие работи, да. Жените се тогаш во специфично доба, но тоа е нели нешто што е мирливо и решливо и со така. Повторно со некој антистрес случување, со малку одење на музика, слушање на или не знам, бавење со нешто убаво, што им годи. Или убав разговор, или малку повеќе внимание од нивните сопрузи, пријатели. Ете го решението, го потенциравте. А што е со оние што имаат проблем со тироидната жлезда? Исто кај нив е афектирано помнењето и меморијата. Почнуваат понекогаш да забораваат лицата кои што се во хипотиреоза. Проблем ли ова? Почува ли мозокот да старее пребрзо? Може ли да дојде до некаков сериозен проблем како болест? Одлично прашање. Очигледно дека сте се припремале за емисија и ова е тоа што вие како да ги прашувате, кога ги прашувам моите студенти, доктори и па и специјализанти и специјалисти да не пропушта да проверат тироидната функција заради тоа што таа не дава деменција, ама дава слика на заборавеност, затоа што и хипотиреозата, значи намалената функција на штитната жлезда и зголемената може да имитираат слика, а тоа е решливо. Тоа го решаваат нашите ендокринолози, нели со субституција, давање, земање, нели, не е моје поле да дискутирам за тоа, но
треба, еве, ова е сега за сите лекари кои што ќе ме гледаат или мои помлади колеги, студенти, специализанти, па и проверете а тироидната функција, тоа е во протоколот диагностички за да разликуваме реверзибилна дементна слика, значи минлива слика каде што има заборавеност, успореност, ама не се должи на старење на мозокот, туку на дисфункција, на лоша функција на тироидејата. Така да тоа е едно од одличните препораки да провериме дали старееме, дали е тоа деменција или се работи за тироидна дисфункција. Треба ли сите ние да се подготвиме за процесот на старење, да бидеме свесни за тоа што следува, ќе ни помогне ли во соочувањето со реалноста, па и со преземањето на одредени мерки за здраво старење? Па секако дека треба да јас ќе се вратам малку пошироко во ова прашање. Вие како медиуми сте во можност или да го тоа промовирате, затоа што ние сме соочени со многу стресогени елементи. Нели сите информации што ги добиваме, ако ги следиме дневните вести, ќе чуеме само не може да речем лошо, само маки на луѓето околу нас, маки кои што не погодуваат и нас. Ние мораме да разговараме како да се припремиме за староста, како психолошки и што се тоа убавите работи во животот што можат презервативно да делуваат на нас. И сега, знаете, вие прашувате еден човек кој што размислува. Јас сум 61 година и сериозно размислувам што во мојата старост и како ќе ја дочекам сопствената и размислувам што јас во животот сум сакал, што сакам и што ме радува и што ме опушта и некако така си го замислувам останатиот дел од животот. И сега треба да размислуваме на елементи кои што се презервативни, а тоа е социјализацијата, не ја спомнавме, дружењето кој што во староста и во зафатеноста додека сме помлади, ама и во староста е проблематично. Саменоста е еден од факторите кои што не го спомнавме. Детално ќе ги разгледаме сите тие фактори. Значи мораме да размислуваме за убавите стимули кои што се многу индивидуални. Кога доаѓаат луѓето нели кај мене и велат што да правам, отидов во пензија, се затворив дома, гледам само телевизија и сето тоа станува бесмислено. И се чувствувам негативно, депресивно, како сакате, нели? И така. И јас велам, па правете нешто, размислете, па што да правам? Јас сум возрастен човек, па не сте возрастни, можете ли да одгледувате цвеќиња на вашата тераса или можете ли да пуштате некоја музика што не сте стигнали да ја пуштите, да ја слушате или да цртате ако ве сте талентирани или можеби да прошетате само во соседството или да седнете да испиете едно кафе со соседот со кој што се поздравувате 40 години, а не сте седнале па да прозборите некој убав муабет. И така обични препораки кои што веројатно може животот да го направат да има смисол, да ја дочекаме спремно староста и да превенираме некое пребрзо старење кое што се должи на стресовите ни животот. Ајде да проговориме за промените во животниот стил кои што би можеле да овозможат да се превенират болестите поврзани со старењето, со возраста, па и заборавеноста, нели? Вела дека физичката активност е многу важна, дури е поважна за мозокот отколку за мускулите. Препорачувате ли да почнеме да правиме некакви вежби со тежина за тоа да се исплати во староста? Па секако не знам што би било вежби со тежина, ако мислите да креваме текчиња мали. Тоа е добро, тоа ќе влијае на мускулите, ама секоја физичка активност јас би препорачал аеробни, нели јас не сум стручњак за спортска за оваа медицина која што зборува, ама тоа е ноторен медицински факт дека аеробните вежби каде што ние дишеме и вежбаме, се шетаме, рекреираме, све што е умерена физичка активност може да даде многу добри резултати на да се одрази. Дури сега во тие превентивни фактори за пребрзо старење, па дури за деменција сериозно е физичката активност ставена. На прво место е наведена. На прво место, да, и сите програми кои што се осмислуваат за таа повозрастна популација вклучуваат танцување, прошетки,
музика, нели се она што е толку обично и не се лекови, туку се нели обични човечки навики кои што сме ги заборавиле, а нели телото и мозокот паметат па велат дајте ни малку одушка. Што е со промената низ храната? Бидејќи понекогаш представува стрес и промената на менито. Не секој сака брокула во чинијата. Некој едноставно сака да си касне она што му представува задоволство. Па препораките се многу јасни. Ние живееме во едно подречје каде што медитеранската исхрана е сосема можна. Ние тука може да се најде нели Блиска е нашата македонска исхрана со мали Имаме модификации. многу зеленчук имаме, колку го јадеме, не знам, имаме овошје кои што сега јас не сум од оние луѓе кои што ги знаат тие диети па зборуваат нели за некакви вегански диети. Месото умерено секако. Јас се слагам со вас, ако се биде умерено, па дури и нели една чашка винце кое што е антиоксиданс, кај нас го имаме прекрасно вино или и некои навики кои што се умерени, сето тоа може да доведе до сосема поинакво старење, одложено, еден поздрав живот кој што нели заедно со физичка активност, заедно со антистрес, некакви програми кои што треба да се ги спроведеме самите на себе си. Никој нема да мисли. Не можат ни психијатрите, ни психолозите ни помогнат, нели ако ние не размислуваме за себе си, се милуваме себе си во некој, како да кажам, се чуваме, се негуваме, се обидуваме да се заштитиме од она што се надворешните влијанија. И јас утрово сега цитирам еден разговор овде направен пред самата емисија со еден ваш колега, да се вратиме на добрината и на нашите и према себе си, но и према другите. Ние носиме многу убави нешта во себе си и можеме да го сето тоа некако прво да се заштитиме од тоа што однадвор доаѓа, зашто тоа се такви стимули да навистина организмот не може да го поднесе. А од друга страна, нели, да го дадеме и да го примиме, оно што е убавото, доброто. Зборувавме за различни нешта, зборуваме за она што е физичка активност, што е, не знам, исхрана, чување на крвните садови, сето тоа да, и најмногу она што еден психијатар ќе ви каже, чуете го менталното здравје, чуете се од стресот и давајте добрина зашто ќе примите. Зборувајте добро зашто ќе слушнете добро. Кога зборуваме лошо, чудно е тоа се, нели, колку сме сите ние под стрес и колку немаме трпение ни малку, дори ни дома. Дори ни меѓу себе си не се дослушуваме, притиснати од секојдневието, од нашите проблеми на работа. И така се старее побрзо. Велат што даваш, тоа ќе примиш, дека тоа е поврзано. Јас извинувам, го извртувам можеби муабетот кон стресот, ама веројатно тоа е она што мене Па и тоа е многу важен фактор, меѓу другото, секојдневно сме изложени на него, а влијае на сите аспекти од нашето живење, на секој сегмент од здравјето. А се што споменавте до сега. И на покачување на притисокот, влијае и на крвните садови. И на покачениот шеќер во крвта. И на шеќерот. Се што се случува го преработува нашиот мозок, го праќа како порака на телото реагира и старееме како супернова, полека, или старееме како Ева. Нели тоа е малку интересно ти, или васкулар ејџинг. Повелете. Ајде да проговориме како можеме да го вежбаме мозокот. Велат, за да се спречи деменцијата и старењето на мозокот, потребни се ментални вежби. И какви се тие вежби? Одлично прашање, да. Она што треба да се препорачува за сите овие повозрасни луѓе кои што доаѓаат, па не повозрасни, сите ние, или ако сакате ќе почнам дека еден од превентивните фактори за развој на деменција или модифицирачки ризик фактори е и едукацијата, учењето. Значи, вежбањето на мозокот со читање. Имате веќе програми за учење на нови јазици, тоа се почетни, или читање на литература, на книги, колку што е тоа можно, гледање на телевизија, ама не во такви количини, нели, како Но знаете како велат старите, не ми се гледа, не можам да читам. Или јас не можам да се сетам како се вика овој предмет, па ќе запаметам странски збор. Да, но вие го споменате.
препораките се нели играње на некакви социјални игри, што ја знам како шах или нешто каде што имаме мисловна. Знаете, вие го спомнавте тоа, ги спомнавте мускулите и го спомнавте мозокот. Тоа е слично, ние мораме да ги вежбаме клетките, нели самата трансмисија на импулсите мора да се буди, да е постојано. Затоа треба нели решавање на судоку. Знам дека мајка ми секогаш вели јас добро ги решавам ти крстозборите и така заспеви. Тоа е добра вежба, нели? Или играње карти, било што, нели, и дружење секако, она што е, знаете, мораме да го стимулираме мозокот малку со комуникација. Затоа порака до сите внуци, до сите синови и ќерки, јавете се на своите мајки и татковци, или кои што се повозрастни, поразговарајте малку, затоа што и тоа е еден презервативен фактор да им дозволиме да поживеат, нели, уште поквалитетно, да не бидат осамени. Тоа се елементи, нели, Усаменоста го забрзува процесот на старење. Секако, да. Секако. Па осаменоста води кон депресија, депресијата мултипло, нели, го потенцира ризикот и за развој на прерано старење, па и за деменција. Исто така, возрастните лица често се соочуваат со депресија. Поврзано ли е тоа со возраста и со старењето на некаков начин? Тоа е уште едно, знаете, вие ме прашувате сите мои предавања како да сте ги читале, и не само мои, и на моите ценети колеги, психијатри, невролози, сите они што се бават со деменција. Деменција и депресија се рака под рака одат. Депресијата може да биде како се вика тоа, предвестник, да и предходи на деменцијата, може да се јави, нели, на самиот почеток на деменцијата заедно со деменцијата и може да биде последица од деменцијата. Но во секој случај депресивните пациенти имаат неколкукратно поголем ризик за развој на деменција. И она што го реков, како да сте ги читале дел од моите презентации или сте ги слушале, јас ги учам моите колеги специјализанти и студенти да првото нешто што психијатрот треба да го учи е да разликува доцно јавена депресија, значи депресија во подоцна возраст од деменција, затоа што слични се симптомите, има успореност, неефикасност, па можеби и забореност, но постои сега една разлика. Депресивните пациентите кои што имаат депресија во покасна возраст, тие сами доаѓаат и се оплакуваат на тоа и нели и раскажуваат колку се нерасположени, колку се тажни, колку се осамени, колку сето тоа им е тешко, нели, колку се безволни, не им се станува, не им се гледа телевизија и така натаму, додека деметните пациенти никогаш не доаѓаат сами да кажат. Тие се немаат иницијатива, не забележуваат. Да, тие се повеќе апатични и не драматизираат околу сето тоа. Они велат дека ништо не е променето кај нив, дека се е во ред. Иако знаат дека длабоко во себе дека нивните капацитети за некои активности се намалени, но тоа го скриваат, го негираат и обично велат, не знам, жена ми ме носи, сопругата ме носи, она мисли дека јас заборавам нешто, многу ја не заборавам. Јас сум постар човек, што нешто и така, знаете, сето тоа е сосема различно од депресијата. Велат, ама ништо не работите. Па не работам, не ми се работи дома, велите, не фаќа. Соочени со својот хендикеп, нели, како се правеше едно кафе, тие не прават веќе кафе или тоа кафе што го правеле на сопругата, престанале да го прават или да, што ја знам, се облечат, а заборавиле како треба да направат и не ги прават тие активности. Ама тоа не е заради тоа што се депресивни и безволни, туку затоа што не може да го обработат тоа, нели, како сето тоа, тие екзекутивни функции им се нарушени. А се случува ли некогаш да се поттикне овој процес на заборавеност од терапијата што се пие, особено кај возрастни лица, доколку се даваат некои лекови за смирување и слично? Не ве разбрав, дали како да се подигне, некоја терапија што се дава на пациентот кој што е депресивен, дали тоа може да поттикне заборавеност и деменција? Некои лекови што се за смирување, да речеме, за ако имало несоница, па сега се дадат лекови. Дали тие може да бидат тригер фактор? Има ли одредени лекови кои што на одредена возраст не би требало да се примаат? Ова е комплексно прашање и ќе се обидам да го одговорам што пократко можам. Значи, антидепресивите не се лекови кои што можат да направат деменција.
Напротив, тие има нели нови студии кои што велат дека дури и на трофиката на нервните клетки влијаат и значи кога постои депресија, депресијата се лекува. Во било која возраст, па и во доцна возраст, треба да се примаат антидепресиви и тие помагаат. Други помагаат да човекот се врати и да се капати. И тоа е разликата. Јас им велам повторно со моите студенти, специјализанти, ако гледаат прво нешто кога ќе добиете возрастен човек кој што станува попасивен, малку депресивен, или апатичен, а не сте сигурни дали е тоа почеток на деменција или е депресија, дајте антидепресив. За 6 недели ние ќе имаме резултат, тоа не се штетни лекови. Другиот е проблем кој што вие ме прашувате. Сите седативи, хипнотици, оние што се за сон, за спиење, се контраиндицирани да се дават. Не е дозволено да се дават кај луѓе кои што имаат почетна деменција, зашто уште повеќе ги внесуваат во една конфузност, една збунетост, и го продлабачуваат тој когнитивен пат, значи тој сознаен пат, неснаоѓањето, меморијата, на све влијаат. Така што тоа е цела друга приказна, стручна, мислам, приказна, каде што треба да се научиме сите ние лекарите, и ова е порака до сите прекрасни матични лекари кои што се грижат за здравјето наше. Не препишувајте и не дозволувајте вашите колеги специјалисти да препишуваат кај дементните пациенти многу лекови. Што помалку лекови подобро, постојат лекови кои што го спречуваат, ама тоа е кои што го спречуваат, односно ја намалуваат брзината на тој пат, ама тоа се други лекови, тоа не се лекови за смирување и не се лекови за некои други психички болести. А како сонот влијае врз нашиот мозок? Сонот делува презервативно, значи делува заштитувачки на мозокот, затоа што има еден податок дека 7 до 8 часовно добро спиење го чисти амилоидот, кој што е споменуван како еден од главните фактори ложењето на тој протеин амилоид во мозокот за деменција. Значи имаме ние добар сон носи и добро функционирање на мозокот во текот на ноќта и чистење од некои материи кои што се непотребни и се затоа ние кога ќе се разбудиме после убав сон имаме една свежина во главата, спремни сме, чили сме за да влеземе во новиот ден кој што носи нови предизвици така. Така современиот човек спие многу помалку во однос на она што било класичен сон во минатото. Вела дека 6 часа сон не е доволно, уште помалку 4 или 5 часа, но од друга страна пат со текот на годините повозрастните лица велат спијам помалку и наспан сум. Здраво ли е тоа? Видите, јас не сум стручњак за сомнологија, за науката за сон, ама знам едно сигурно, тоа се можеби се застарени податоци, ама многу е поважно да имаме квалитетен сон, архитектурата на сонот. Тој си има своја архитектоника, нели поделена на два дела, сега да не зборуваме тоа, нели една фаза која што е мирна и друга една поинаква фаза на сонот, ма битно е да балансот на тие две фази е таков да архитектониката на сонот биде добра и тогаш и 5 часа таков сон се сосема доволни или 6 часа. Затоа некои луѓе се навистина навикнати и спијат малку и се добро функционираат. И тоа повторно не е во контрадикција на она што го реков. Јас реков 7-8 часа добар сон, убаво работат на убаво пречистуваат таму и права да мозокот биде да се одмори малку, да речеме народски. Но велам, многу е побитно да ни биде квалитетен сонот и она што го спиеме да е одспано како што треба. И тоа го знаеме од праксата. Мене ми се случува негош да спијам и 15 минути после пладне, да одспијам и да направам... Така една дремка ресет убав да ни направи. Да, тоа е дирол. Човек трга улогата и влегуваме во улогата на домаќини, луѓе, сопрузи, татковци и така. И да сублимираме на крај, потребно да се направи единство помеѓу менталното и физичкото здравје, само така ќе бидеме здрави и здраво ќе одиме кон староста. Апсолутно, јас немам што да додадам на ова. Телото, мозокот, умот, душата е едно нешто. Еве, јас најдов дека пеењето било одлична терапија за добро расположение кај постарите лица и дека тоа влијае меѓу другото и на излачувањето на некои добри убави хормони.
Па знаете што, јас ми дадовте микрофон, добро што не е вака, и се ќе запеев сега, затоа што милувам да пеам, сакам, не знам каков глас имам, ама да, можеме да си подпевнуваме, да слушаме убава музика, да, така. секако, Да размислуваме позитивно. Ви благодарам уште еднаш за вашето денешно гостување. Ви благодарам за поканата. Почитувани, ова беше се во денешната Тилма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и имајте пријатен ден.